Со мене во студиото е мојот колега, уредник во весникот Кохаджи, Нури Сени. Добре дојдовте во студиото Нутрински. Добре, најдобро благодарам за поканата. Тема на нашиот денешен разговор ќе биде, па ќе кажам, за доцнетото менување на раководството на јавниот сервис. За доцнето велам, затоа што се сеќаваме како новинари барем колку протести во текот на онаа шарена револуција беа одржани токму пред зградата на МРТВ со барање за промена на раководниот кадар и на уредувачката политика. 4 години по менувањето на владеачката гарнитура се уште ништо не е променето во јавниот сервис и дури сега има оглас за менување и на програмскиот совет, но и за избор на нов директор. Прво ова за доцнета реакција, како ја толкувате? Јас мислам дека законската одредба која предвидува дека 80 пратеници треба да гласаат за новиот состав на советот во МРТВ, всушност е причината поради која веќе, како што кажеме, неколку години се одолговлекува овој процес, но мислам дека и намерно се одолговлекува. Сепак главниот проблем на јавниот сервис останува да биде политизацијата на истиот и на програмскиот совет. Ние веќе знаеме дека членовите на сегашниот совет се бивши пратеници, партиски и високи членови на политичките партии. Вториот проблем останува финансиите и транспарентноста на финансиите во јавниот сервис. Според информациите имам што и тука ги имам како извештај од годишните извештаи на последните 4 години. Јавниот сервис работи со минус 12 милиони еври, значи државата не го исполнува тој законската обврска од 1% од државниот буџет да се пренесе во јавниот сервис. Например, за оваа година, иако според, како што кажав, државата беше должна да одвои 32 милиони евра или 1%, државата одвои само 15 милиони евра. И јавноста сите знае што се случува со ова. Се чини дека ова е некако вид одмазда на владата кон сегашното раководство на јавниот сервис, бидејќи сегашното раководство, како што знаеме, беше именувано од времето на ВМРО ДПМН. Но оваа владеачка гарнитура ги имаше сите механизми од како е дојдена на власт, вклучувајќи го и собранието. И таму владеачката коалиција има мнозинство. Што ни покажува ова одолговлекување, ако знаеме какви беа барањата на јавноста? Политичките партии треба да знаат дека јавниот сервис е на граѓаните. Јавниот сервис не може ним да им покачи рейтинг, ним да им намали рейтинг. Не може, например, само кај нас се случува кога двајца лидери да се договорат за јавниот сервис кој ќе биде директор, кој ќе биде заменик директор и кој ќе биде другите членови во програмскиот совет. Од ова покажува дека и покај најавените реформи јас сум скептичен дека ќе се случуваат реформи во јавниот сервис и покај и после кога ќе се изберат новите членови. Постои како што кажав, постои недостаток во транспарентноста на трошењето на буџетските средства во јавниот сервис. Имаме информација дека за една епизода се плаќа 26.000 евра, додека само за програмата за новогодишната ноќ во јавниот сервис се плаќаше 90.000 евра, значи за 3 сати програма. Не сакам да потенцирам имиња, но РТВМ емитува и серија интервјуа, кај што само една епизода на авторот новинар му се плаќаат 3800 евра, додека за истите се користат ресурсите на јавниот сервис за камери, студија и други апарати и други средства. Или да речем да се наватиме малце и во минатото, една епизода од серијата Friends, значи зборувам за старите, беа платени до 750 евра, додека кај јавниот сервис, например, во Албанија, за една таква епизода се трошија прилично 250
50 евра. Сето ова покажува дека финансиското управување во јавниот сервис има многу недостатоци. За ова мислам дека програмскиот совет и раководството на јавниот сервис молчеа на обвинувањата на СРСМ, поточно кажувам на обвинувањата на владата против јавниот сервис. Друг проблем е, значи, јавниот сервис не треба да биде само преносител на дневни политички настани на на државните функционери, туку треба да третира и некои истражувачки теми во повеќе градови. Значи, тука зборувам дека има недостаток на дописници од јавниот сервис. Например, дописник да има во Струга, во Охрид, во Дебар, Куманово. Да, дописничката мрежа е целосно уништена, затоа реагиравме и во рамки на Сдруженијето на новинари, па во тој контекст велите дека не е добиена цела сума од буџетот која треба да отиде во МТВ, од друга страна се плаќаат огромни суми, практично се преплаќаат некои работи како серии и емисии, а сето тоа е скратено на квалитетот, односно на она што законски треба да представува јавниот сервис, една цела дописничка мрежа. Што се треба да направиме ние за да со што се ќе се соочи следното раководство на МТВ? Со сите овие проблеми што ги потенцирав, јас и покај тоа што и ми истече мандатот на сегашното раководство од програмскиот совет, сепак тие мислам дека одобрија една стратегија, колку што почитав, има колку толку надеж од таа стратегија долго се одобри во, значи долго и се изгласа. Но сепак главниот проблем повторно ќе биде политизација на јавниот сервис. Значи, јавна тајна е дека и сегашното раководство ќе биде избрано по политички договор. Тоа значи дека повторно ќе имаме политички програмски совет на јавниот сервис, така да речеме. Друг проблем, мислам дека се има недостаток, значи, од активности и во социјалните мрежи од страна на јавниот сервис, значи, кои што практично и не постојат. Да. Јас се сеќавам во претходната телевизија дури и прилог имам правено на темата. Да, значи тука нула активности има во социјалните мрежи од јавниот сервис. Друг недостаток е, значи, на најновиот возраста на вработените во јавниот сервис. Најновиот извештај кој го почитав пред неколку дена, е дека просечната возраст на вработените во јавниот сервис е 50 години, што е загризувачко за еден јавен сервис. Од приближно 800 вработени што сега ги има јавниот сервис, повеќе од половина се постари од 50 години. Значи, 3 години ретовно има минус 100 вработени, некои отидоа во пензија, некои значи дадоа отказ, додека уште не се заменети. Значи, работната сила останува иста. Значи, како што кажав, ангажирањето на политичките војници е главниот и сериозен проблем со кој се соочува РТМВ. Споменавте и вие дека половина од раководството повторно е пријавено и на овој конкурс. Да. За да остане. Што ни кажува тоа? И очекувате повторно да бидат избрани тие луѓе? Па, чим Зоран Зајви Мицковски на средбата што го има пред 3 месеци, мислам, веќе поминеа, кажа дека има договор за јавниот сервис. Со тоа мислам дека и, како да кажам, се покачува и скептичноста дека нешто ќе се случува кон подобро во јавниот сервис во нашава земја. Не верувам дека толку најавените реформи ќе дават плод во медиумската сфера на јавниот сервис. Можеме ли да прогнозираме со некое име за директор или? Се споменуваат. Па се споменуваат веќе неколку имиња за директор. Тоа што мислам дека веќе е договорено се, но мислам дека за неколку дена ќе бидат објавени тие имиња. Кога тоа што јавноста мислам дека веќе знае кој ќе биде директор. Тоа е загрижувачки. Што значи ова? Дали овој конкурс според вас легитимен?
бидејќи ние видовме многу имиња, вчера беше објавена една листа на наши колеги и на луѓе кои повеќе не работат од медиумите, а се пријавени да бидат дел од раководните кадри и на Конкурсот е МТВ и легитимен, на АЕК. но конкурсот е легитимен законски, се разбира, но тоа што е договорено значи меѓу партиите, тоа не ни дава надеж дека ќе се случуваат после значи избирањето на новиот состав некои драстични промени во уредувачката политика на јавниот сервис, но и во имањето повеќе емисии, бејќи еден друг недостаток што не го процентира ве немањето многу емисии од јавен карактер на кои што се интересираат граѓаните, бидејќи ние знаеме дека половина од граѓаните се занимаваат со земјоделство, со економија и така натаму. Значи имаме недостаток и на агропрограми, на култура, спорт и така натаму. Значи немаме план за програма во јавниот сервис. Значи недостаток на многу програми, се до тоа е резултат, како што кажав, на немањето и дописници или немањето вработувања кои што требаше да се случуваат во минатите години. Значи имаме недостаток на вработени во јавниот сервис. Кажав дека во последниве 3 години јавниот сервис работи со минус 100 вработени. Ако во минатото МТВ беше школа за новинарство, денеска во МТВ имаме една сосема друга слика, ќе се согласите од новинарски аспект, па мора да ве прашам, каков директор, каков програмски совет му треба на јавниот сервис за да може да се справи барем со половина од овие проблеми за кои што зборуваме сега? Па треба да бидат како прво независни и надпартиски, професионални, да се, како да кажам, да се изберат да има и јавна дебата околу како треба да бидат избрани тие лица и што профил треба да имат. Значи, моје мислење дека требаше сите ИЗНМ да бидат вклучени, и Советот за етика и некои други организации од медиумската фела да дават своји предлози кои личности би можеле достојно да си ја завршат таа должност кој што е многу значајна за државата, а не да остават ова работа да ја завршат политичките партии да стават своји кадри на раководни позиции во јавниот сервис, бејќи ако, значи, се претпоставува дека сепак ова второто ќе се случи и јавниот сервис нема да има никакви промени од сегашното раководство. И сега генералната слика за новинарството со таков јавен сервис, доколку не се промени ништо драстично, а беше едно од главните барања за слободата на изразување и слободата на медиумите, што зборува тоа за нашето новинарство. Па и вчерашниот извештај што го објави за нама покажа дека насилството врз новинарите оди полоше и кон полоше, значи и полоше од минатава година. Значи, ние сме се дека имавме 15 судски случаеви за напади врз новинарите, само за еден случај мислам дека имаше судска разврска. За Мери Јордановска. Да. Сите останати останаа без завршница и дури со помалку скандалозни и им дава потик на оние директори, јавни функционери и така натаму да вршат притисок врз новинарите за да не им оболеденуваат, значи оние злоупотреби значи злоупотреби што се зборуваат во секојдневието и во медиумите. Сепак мислам дека
зборот само значи режим остана, од минатово, а работиве остана исти, значи не променети во врска со ова и покажуваат за ова индикатори се и многу извештаи се објавија во нашава земја во последниот период. Има многу мала промена кон подобро, кон слободата на изражувањето, но тие големи очекувања што ги очекува граѓаните, мислам дека не се случија. Исто така, едно од очекувањата беше подигнување на стандардот на новинарите. Да. Мислите дека е нешто предвижено во таа насока? Не мислам дека е предвижено и затоа кога зборуваме за изражувачко новинарство, тука повеќе од синдикатите зборува за проблемот и за малите плати на новинарите, значи со 300 или 400 евра новинарите не може да се охрабрат да вршат истражувачко новинарско, бејќи секој ден се изложени на ризик од потенцијални индивидуи кои што загада работа нечесно, да кажам. А и најголемиот проблем на новинарите може би тоа што немаат заштита од своите редакции. Точно, основното да. правило. Јас еден случај од минатото кога беше 27 април, кога сме сега кај незаштитата, работев во еден портал. Значи, ние сме сведоци дека во државата има многу портали кои што не се регистрирани. И јас бев во собранието, но државата мене, односно обвинителството, не ме повика на разговор. Уопште, кога што бев присутен таа вечер и според мене од овој случај, мој случај конкретно, можам да кажам дека државата и не ги рачуна за новинари оние што работат во портали, бејќи не се А за нема имаше обитоа барем да го подсреди со оној регистар на портали во кој што требаше да биде наведено и импресум. Се случи регистарот, меѓутоа од она јас лично што можев да го забележам, бидејќи ги отварав се обидов да видам дали навистина сите имаат импресум, одговорот е не. Може би половина од нив го испочитуваа на што е договорено, а останатите се уште не знаеме кој стои зад тие медиуми. Тука треба заедничка борба и постојана битка на сите актери кои што имаат улога во медиумската сфера. Тука не е само борба на новинарите, тука се вклучени многу институции и други. Значи, влада, значи да се подигнат некои новинарски стандарди, тоа не е работа само на новинарите, туку треба, значи, потиките од други институции. Да, но кога се нема желба од страна на други институции, знаеме од сите овие причини кои ги разговаравме, веројатно борбата останува само на новинарите, за жал. Колега Исени, благодарам што одвоивте време денеска да дојдете во студиото на Утрински. Ви благодарам и на вас.